Ова е вистинската туристичка тура, која за жал денес и прилега на Битола. Токму благодарение на неукоста и неспособноста на Владимир Талевски. А не турата што деновиве како магла се годуваат да ни ја продаваат, а ја плаќаат разни спонзори или граѓаните од Кучево. Нашата тура е платена од средствата на опозиционите советници. Ја донесовме пред овие затворени врати на фабриката Конингтон, сакајќи да го информираме градоначалникот за суровата реалност во која живеат денес битолчани, 8 години после неговото владење. Таа реалност не е ни малку светла, ниту пак розова. Производниот капацитет на компанијата Дока Текстил, групацијата ДМИСС, отворен пред 10 години во време на СДСМ и ЛДП, за жал деновиве е затворен и дислоциран во индустриската зона Габрово, кај Валандово, затоа што добиле многу подобри услови за работа. Наместо кај нас, отворени се 300 нови работни места во Валандово, за сметка на што 100 битолчани останаја без работа, а уште 200 ќе требаше да се вработат. Талевски, без нималку срам, со изобилство на ароганција, цинизам и дрскост, ги манипулира членовите на ДПМН, носејќи ги да гледаат празни кали среде нива, ветувајќи им вработувања некогаш во иднината, а заборава дека на битолчани вработувања им требаа во овие 8 години, односно им требаат денес, а не утре. Заборава дека потроши во овие 8 години фантастични 200 милиони евра и не успеа да отвори ниту една фабрика во Битола. За разлика од периодот од 2005 година, кога се отворени 50-тина мали производни капацитети, а тоа е проект на општината познат, сите добро познат како К15.